Рече се 178 милиони динари или скоро 2,9 милиони евра исплатени за тендери само од јануари до сега. Комунална хигиена троши сериозни суми народни пари, а Скопје останува затрупано во смет. Специјалните возила за чистење ѓубре и целиот возен парк на комунална хигиена во последните 2 години се сервисирале за над 2 милиони евра, па од тука главниот град би требало да биде чист како стакло, наместо да е потонат во ѓубре и со наезда на старци. И не само редовни сервиси, се купувале гуми, бандажи, масла, антифриз, федер платна, железарија, Бош пумпи, не се штедело ниту на канцелариски материјали, пијалоци, на осигурувањето на имотот, сервисирање на фотокопери, противпожарни опреми и на резервни делови за цел возен парк. Последниве 2 години во предпријатието комунална хигиена очигледно не се работело домакински и се склучувале тендери од неколку илјади, па се до 250.000 евра, буквално за се што треба и не треба. Само последниот тендер за сервис на возило од комунална хигиена е тежок речиси 250.000 евра. На овој тендер подпис ставил актуелниот директор од ДУИ Сабахудин Рустеми, именуван од актуелната градоначалничка Данила Арсовска. Купната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ, изнесува 14.929.950 денари. Предходно се потрошени речиси 60.000 евра за технички преглед на возилата, кој што го спровела фирма од Скопско Чучер Сандава. Предметот на овој договор е јавна набавка на услуга технички преглед на специјални комунални возила и лесни возила по приложена техничка спецификација. Вкупната вредност на договорот изнесува 1.500.000 денари без ДДВ или 1.770.000 денари со вклучен ДДВ. Страниците на електронскиот систем на јавни набавки за последниве години е преполн со тендери на комунална хигиена. Тендерите ги спровеле актуелниот директор и неговиот претходник Гоце Трајковски, кој беше поставен на местото на Косана Мазнева, екс-директорката која беше блиска со Арсовска, но вообичаено за градоначалничката се скара и со неа. И во тоа време Скопје беше потонато во ѓубре. Проблемот со натрупаното ѓубре во Скопје се провлекува низ целиот мандат на Арсовска. Пред 2 месеци граѓаните се кренаа на протести поради вардариште и дрисла, а неколку диви депонии горе околу градот, со што го загрозија здравјето на граѓаните. Исто така, дел од градоначалниците на скопските општини со години реагираа за работата на предпријатието, кое што е под палката на Арсовска, бидејќи поради натрупаниот смет се принудени самите да се организираат и да ги чистат скопските улици.